Понеделник, 4 ноември, кратки вести во 12 часот. Професор доктор Петар Поповски е роден во Охрид, а веќе 20 на години работи и истражува на Универзитетот во Олборг, Данска. Бил дел од експертски тимови кои работат на 5G, 6G и други идни бежични комуникациски системи, а сега ќе раководи и со новиот истражувачки центар на Универзитетот. Центарот почнува со работа во февруари следната година, а ќе се занимава со развој на комуникациски системи кои ќе поддржат идни квантни компјутери и квантен интернет. Во голема конкуренција од 160 апликанти, Поповски успеа да добие грант од околу 8 милиони евра наменет за центри за извонредност, што го доделува Данската национална фондација за истражување. Во тек се обемни интервенции за санација на помошните објекти, односно магаза на музејскиот комплекс Куќата на Робевци. Отпочнато е со промена на кровот и кровниот покривач, промена на оштетените греди и нивно појачување, а се постави нов под од гранитни плочи. Ке бидат санирани внатрешните ѕидни платна, како и промена на надворешната столарија и освежување на фасадата во бела боја потенцираат од заводот и музеј и додаваат дека сите зафати ќе бидат реализирани во најкраток можен рок. Охридјаните Томе Љушев и Љупчо Паунковски ги освоија главните награди на 53-тиот државен фестивал на непрофесионален филм што се одржа во Скопје. Љушев ја освои гран-при наградата за филмот Страстна недела Бигорски манастир и наградата за најдобра режија, како и златните плакети за камера за филмот Вевчански карневал и за монтажа за офроуд Лада Нива. Љупчо Паунковски освои 2 златни медали за репортажата Селци Малесија и за документарниот филм Киното Охридско езеро. Љушев со филмот Страстна недела Бигорски манастир и Паунковски со Киното Охридско езеро ќе ја представуваат Македонија на фестивалот Уника, што во август следната година ќе се одржи во Бирмингем, Англија. Времето денес претежно сончево со мала локална облачност, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.